Почитуван Никола Бертолини, раководител на соработка за делегацијата на Европска Унија, почитуван амбасадор на Република Полска Војчех Тицински, почитуван амбасадор на Република Италија Карло Ромео. Успешното имплементирање на твининг проектот, финализирање на мрежата на сметководствени податоци од земјоделски стопанства представува понатамошен чекор кон надградбата и зајакнување на ФАДАН системот во Република Северна Македонија согласно новите регулативи на Европската Унија. Тоа представува уште една потврда за конструктивната и продуктивна институционална соработка помеѓу нашата земја, делегацијата на Европската Унија и земјите членки на ЕУ, во случајот Италија и Полска за стратешките прашања во земјоделскиот сектор. Еден од предусловите во процесот на прилагодување на националните институции кон Европската Унија е воспоставување на националната мрежа на сметководствени податоци од земјоделски стопанства. Податоците кои се генерираат од оваа мрежа на сметководствени податоци од земјоделски стопанства се користат за утврдување на годишниот приход на стопанствата, за економска анализа на истите, како и за проценка на состојбите во земјоделскиот сектор и пазарите на земјоделските производи. Земјоделските политики се едни од најважните секторски политики на една држава и нивното креирање е динамичен процес, кој зависи од степенот на развојот на самото земјоделство, развојот на науката, но и развојот на домашниот и соседните пазари. Во ова насока, ФАДАН системот представува централен инструмент за следење на економскиот развој на земјоделството и земјоделските стопанства во земјите членки на Европската Унија како целина. Република Северна Македонија прибира податоци за целите на ФАДАН системот уште од 2010 година, а во текот на овие години направени се бројни напори за подобрување на системот за прибирање на податоци и за подобрување на квалитет на истите. Би сакал да истакнам дека ФАДАН е одличен инструмент за проценка на приходите на земјоделски стопанства и влијанието на националната земјоделска политика во Северна Македонија. Резултатите од истражувањето на ФАДАН се клучни во утврдување на влијанието што земјоделската политика го има врз поединечните стопанства, како и за креирање на соодветни политики и мерки за развојот на секторот. Би сакал да искористам оваа прилика да истакнам дека денес македонскиот ФАДАН е целосно оперативен и е во состојба да ги произведе стандардните резултати, сет на статистички податоци, пресметани врз основа на податоците добиени од индивидуалните земјоделски стопанства, кои детално ја опишуваат економската состојба на земјоделците. Веруваме дека благодарение на резултатите добиени од овој проект, македонскиот ФАДАН во иднина ќе биде одржив систем, дека базата на податоци на ФАДАН ќе биде од фундаментално значење на земјоделскиот сектор и дека ќе представува корисна алатка за стратешки избори при планирање на иднината на македонското земјоделство. Би сакал да ја искористам оваа прилика да се заблагодарам на делегацијата на Европската Унија за нивната поддршка во интегрирање на земјоделскиот систем, на твининг експертите за нивна напорна работа и добра соработка и на сите други вклучени партнери, Италијанското министерство за земјоделство, храна и шумарство, Италијанскиот национален совет за земјоделско истражување и економија, како и Институтот на земјоделски науки и храна на Полска, кои предонесоа за консолидација на македонскиот ФАДАН систем преку споделување на знаењето и најдобрите европски практики. Благодарам.